Па дали ќе поддржите уставни измени или дали средбата е за уставните измени или за пакетот закони од економската сфера? Имате ли вие предлози на оваа лидерска средба? Мислам дека се работи за уставните промени, да се преведе подобро тоа за преблокирање на процесот на интеграција на Македонија. Ова е многу важна тема. Добра иницијатива, конструктивна. Се надевам со добар диалог ќе постигнеме договор. Иначе друг пат и друг начин немаме да го преблокираме, што се вика заувек интеграцијскиот процес. Дали вие имате услови како останатите албански партии за промена за граѓанските албански диалог? Јас си го викам, кажете дека сум полош од сите, не ме ставите у такви формулации. Ја не знам кои се тие останати политички партии на Албанци. Имате ли вие Ако мислите дека тоа е деса, за мене се уште се тие дел од коалицијата може со НЗС. Да, тоа е нашиот предлог. Многу е лошо кога книгата што вие ја пишувате ќе ја предава некој друг универзитет. Тоа е крадење на платформа, крадење на една идеја. Мислам дека е време да се разговара више јавно за идентитетот на албанците да станат дел од правните норми на нашата држава. Второ, мислам дека не е моментот за услови, за уцени. И трето, не е моментот да се дава оружје на рака на противниците на интеграцијскиот процес. Дали се тие многу или малку, за мене не е толку важно. Јас се разговарав со господин Рахмети за оваа тема, ќе продолжиме да разговараме, но ние немаме никаков услов. И тоа треба многу јасно да се каже. После ќе разговараме исто како што разговаравме со господин Ахмети и со нашиот коалиционен партнер и со македонската опозиција. Имаме јаки аргументи, но не е моментот да се воспоставува и услови или рокови. Ова е многу поголем процес од ова друго.